Во Македонија над 114.000 лица живеат со диабетес, од кои 45.000 се на инсулинска терапија. Сојузот на диабетичари 3 години бара по квалитетни инсулини и современи помагала. Вистина е дека тие чувствуваат дека немаат право на избор и дека системот ги ограничува. Бараат подобри глукомери, ленти и достапност на континуирани гликозни монитори и инсулински пумпи за најризичните пациенти. Владата тврди дека терапијата е современа и дека во 2025 бројот на пумпи ќе порасне за 30%. Вистина е дека дел од помагалата се застарени и не се произведуваат повеќе. Од Сојузот на Здруженија на диабетичари на Македонија посочуваат дека пациентите не можат самите да го изберат брендот на инсулин и дека има нередовна дистрибуција на терапија. Во Македонија има само околу 270 постари инсулински пумпи и ограничен број најнова технологија. Вистина е дека само 7% од лицата со Т1D имаат пристап до сензори. Пациентите реагираат дека чекаат опрема која им значи живот, а не услуга што може да се одложи. Министерството за здравство уверува дека редовно ги дополнува залихите и дека фирмите снабдувачи се реномирани. Вистина е дека ревизорите утврдиле дека нема добра контрола на залихите. Извештајот покажува и дека два различни типа сензори се делат без јасни критериуми. Народниот правобранител предупредува дека недостигот на терапија е повреда на човекови права. Вистина е дека редовната терапија и модерната опрема се клучни за спречување сериозни компликации. Во прилеп минатата година беше најавен првиот регионален диабет центар надвор од Скопје. Очекувањата се дека овие центри ќе го олеснат животот на пациентите и ќе ги намалат трошоците. Вистина е дека диабетичарите бараат итни системски промени и еднаков пристап до квалитетно лекување.